Господин Екимовски, добро вечер. Добро вечер. Како ја коментирате оваа кривична пријава против вас? Па знаете како, кога играат мали деца фудбал и оној што губи и ќе си ја земе топката, се вика и леđија. Очигледно, јас се потрудив да кажам дека нема победници, нема тие што изгубиле, туку доби Македонија. Очигледно Социјалдемократскиот сојуз и натаму сака да се победува сам себе, да губи. Само е ова еден израз на немоќ. Израз на немоќ на министерот за внатрешни работи и на неговиот помошник Лазе Велковски. Сакам да ги прашам дали ги повикаа на распит или поднесува кривична пријава оние што претеат дека ќе ги тепат уставните суди, дека ќе ги фрлат низ прозори, дека ќе ги влечат за уши. Дали евентуално го повикаа на распит оној што велеше дека ќе го пали уставниот суд? Туку напротив, министерот за внатрешни работи беше во групата која што одеше кон Уставниот суд за да го пали, за да ги фрла уставните суди во Вардар. И тој самиот си ги поставил хермелините пред себе и вика дека граѓанската опција за Македонија го попречила да не го одржи собирот. Ние добро знаеме што правиме. Нашата биничка беше поставена токму тамо каде што побаравме одобрение, имаме докази за тоа. Тоа што Социјалдемократскиот сојуз одбрале неспособен министер за внатрешни работи и тој што одбрал неспособен партиски помошник, никој не му е крив. Дали тие го обележаа местото каде што ќе држат протест? Дали се обидоа да ги замолат луѓето да се тргнат? Или дали имаше било каков конфликт? Или дали некој во тоа ги попречи? Дали има ставено бина? Ништо од тоа. Ние не можеме да ги спречуваме граѓаните да одат да се движат. Ние кога ги државме нашите говори, проаѓаа граѓани покрај нас со торби во раце кои што пазареа, така да беше тоа слободно место. Што значи дека тоа што Оливер Спасовски не е доволно кадарен да биде министер за внатрешни работи, не може да му биде крив Стефче Екимовски и Александар Трајковски, и тоа што они се изгубија во комплетната ситуација. А јас само сакам да кажам, дали се свесни дека граѓанската опција за Македонија ги спаси од глупостите кои што требаше да им следат натаму. Македонија е мултиетничка држава. Значи мултиетничка и мултиконфесионална држава. Па имаме ние предмети кои што се судат во нашите судови. Замислете за Монструм или за овие што се судат во Куманово, утре се соберат 20-30 илјади луѓе и да влезат во судовите да кажат не можете да донесете пресуда. Па овој преседан требаше да роди нови други преседани. И јас само сакам да кажам дека Социјалдемократскиот сојуз и луѓето што го водат, начело со Оливер Спасовски и со тој негов помошник, нема трунка ум во главата што прават и што беа свесни која глупост ќе ја направеа во вчерашниот ден и кој преседан ќе го направеа во светската историја, не само овде кај нас во Република Македонија, и од една млада демократска држава тие ќе направеа циркус држава во која што ќе настанеше институционален хаос. Наместо тие да бидат благодарни на граѓанската опција за Македонија и на граѓаните кои што не дозволија да се случи тоа што тие имаа намера да се случи, уште ќе поднесуваат кривична пријава. Јас сакам совесно и одговорно да им кажам. Ние нашата работа ја завршивме. Уставниот суд и таа институција е одбранета од граѓаните. Јас сум подготвен не пред овој суд, пошто они го милуваат партискиот суд, да дојдам пред нивниот партиски суд, што ќе пресуда, спремен сум да прифатам. И оно што е најбитно, ние сме спремни да прифатиме се што не следи како резултат на нашето политичко действување, а тие се спремни само на плачење, на кукање и на порази. Затоа мислам дека својата неспособност треба да ја барат во сопствените редови, во тоа какви кадри бираат, и така е тоа кога ќе изберете партиски министер за внатрешни работи, кој што едната половина од неговото тело е член на Социјалдемократскиот сојуз, а другата половина му е министер за внатрешни работи, и нормално дека ќе се изгуби во таа ситуација, нема да знае како да действува во конкретната ситуација, кога неговите колеги, на кои што тој им се предложил од партијата, протестираат, и самиот тој си поставил хермелини кои што не може да ги помине, и сега му е крив Стефче Екимовски зошто не го одржал протестот пред Уставниот суд. А имам уште едно прашање. Може ли да одговори на македонската јавност зошто околу Уставниот суд немаше ниту еден полицаец? Ниту еден полицаец, и зошто таму дозволуваше граѓани на Република Македонија да го бранат? Ако беше вистински министер, тој ќе овозможеше тамо да го бранат Уставниот суд оние што се за тоа задолжени, тоа е Министерството за внатрешни работи. Дали протестира неговата партија или било која друга партија, тој требаше да биде тој кој што ќе гарантира безбедност и сигурност на уставните суди внатре во Уставниот суд на Република Македонија, а не да биде иницијатор на маса на граѓани кои што
насилно сакаат да влезат во таа наша највисока судска институција. Според кривичната пријава, значи се теретите за попречување на обидот на граѓанската платформа Ајде да организира мирен собир. Имаше ли обиди некои од собирот, од граѓаните таму да го попречат ова? Апсолутно никакво. Нити имало разговор со полиција, нити некој се потрудил да ги потргне граѓаните, па тие да се спротивставувале. Значи тоа беше мирен, достоинствен протест. Дури ние немавме никакви ниту редари како што тие имаат, редари што ги викаат тепачи и така натаму. Значи ништо таква работа немаше, беше чист граѓански концепт на собирот. Значи луѓето си дојдоа и си се поставија таму каде што тие мислат. Нашиот повик беше на платото меѓу обвинителството и Агенцијата за електронски комуникации. Впрочем, имам и доказ каде била бината поставена, каде беше озвучењето, каде бевте поставени вие како новинари, каде стоја луѓето со транспаренти, луѓето од мојата партија кои што беа присутни таму, и нема тука спор. Нема грешка. Сакат на овој суд кој што они не го признаваат или сакат на оној партискиот суд, спремни сме да одговараме. Господине Екимовски, јас ви благодарам за ова учество во вестите во телевизија Нова.